Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван заменик министер. Фискалната стратегија за 2027-2031 наместо да се подпира на структурни промени, се подпира на надеж. Исто така се подпира на предпоставка дека бруто домашниот производ ќе расте побрзо од задолжувањето. И се подпира на прашање на кое што нема одговор, како ќе се амортизираат идните ценовни шокови. Самата стратегија е индиректно признание дека претходните проекции биле нереални, затоа што владата за 2026 го намалува очекуваниот раст на БДП од 3,8 на 3,5% и повторно ја коригира инфлацијата од 2,5 на 4,5%. Ова не е техничка корекција, туку доказ дека економските политики се темелеле на премногу оптимизам. Повторно се гради стратегијата врз очекувањата за стратешки инвестиции, инфраструктурни проекти и раст на конкурентноста. Ако растот не дојде од извозно ориентирана индустрија, технолошка модернизација и раст на продуктивноста, тогаш 4% останува политичка амбиција, а не само економска реалност. Во делот на јавниот долг повторно се нудат оптимистички проценки. Се предвидува јавниот долг да се намалува од 62% до 58,5%. Но постои уште еден друг поголем проблем. Намалувањето не се темели на драматично кратење на расходите или суштински структурни реформи, туку на предпоставка, како што напоменав, дека БДП ќе расте побрзо од задолжувањето. Капиталните инвестиции имаат традиционално слаб степен на реализација, додека теховните расходи, плати, субвенции и трансфери постојано растат. Така што се создава еден модел во кој државата се задолжува за да ја одржува потрошувачката наместо да генерира долгорочен развоен ефект. Формално се зборува за одржлив раст, фискална дисциплина и европска економска конвергенција, но реалноста е сосем поинаква. Имаме ниска продуктивност, зависни сме од задолжување, хронично слаб институционален капацитет и економија што се потешко создава реална вредност. Наместо системски реформи имаме адхок мерки, краткорочни субвенции и секако неизбежен политички популизам. Наместо рационализација на јавниот сектор во стратегијата се темелиме повторно на дигитализација, мерливи перформанси, јавната администрација продолжува да расте, а трошоците за плати и надоместоци стануваат се поголем товар за буџетот. Нема сериозен механизам предвидено во самата стратегија за заштита од инфлаторни и енергетски шокови. Еден од најзагрижувачките показатели е ниската продуктивност на трудот, бидејќи нашата држава и понатаму останува меѓу најслабите економии во Европа според БДП по жител и според податоците на Евростат, не на опозицијата, државата е далеку под просекот на Европската Унија со економска продуктивност, што не успева да генерира доволно високи плати и повисок животен стандард. Континуираното задолжување исто така се јавува како развојна потреба, а се помалку како ризик на долгорочна стабилност. Наместо задолжувањето да се користи исклучиво за капитални инвестиции што носат економски поврат, голем дел од новите кредити се користат за покривање на буџетски дефицити, тековни расходи и сервисирање на стари долгови. Проблемот не е само колкав е долгот, туку за што се користи. Ако задолжувањето создава нови фабрики, енергетски капацитети, железници, продуктивност и така натаму, тогаш има економска логика. Во нашава ситуација нема економска логика. И дополнително, растот на каматните плаќања создаваат се поголем притисок врз буџетот. Во самата фискална стратегија стои
дека дефицитот на тековната сметка на платниот биланс на страна 15 е предвидено да бележи проширување во 2026 година и да изнесува 5% од БДП, што се должи на зголемување на трговски дефицит како резултат на повисоки примарни цени на примарни производи пред се нафтата. Во овој случај, ако ги видиме бројките, ќе видиме дека и Народната банка истото го кажува, дека имаме повеќе одлив, отколку што имаме повеќе прилив на девизните резерви. Значи, ни фали околу 1 милиарда. Капиталните расходи во 2025 се намалуваат, како што е објаснето во самата стратегија. Понатаму, неданочните приходи на страна 57 изнесуваат 373 милиони денари и во споредба со истиот период од 2025 забележуваат пад од 18%. Кога сме кај општините? Зајакнување на фискалната одговорност на општините со законски измени за да се зголеми транспарентноста на општините. За кратко ќе прочитам дел и од коментарот Фискалниот совет. Но општините вкупно должат 86 милиони евра за една година, во споредба со лани се имаат задолжено за нови 22 милиони евра. Значи, стабилноста на приходите кај локалната самоуправа е навистина на многу ниско ниво. И уште нешто на страна 83. Показатели за ликвидност. Се вели вака, сигнализираат проблем со ликвидноста, односно ограничена способност некои од јавните субјекти да ги покриваат краткорочните обврски. Побарувањата се наплатуваат за подолг временски период, што ни покажува на голем ризик и проблеми при наплатата. Фискалниот совет неколку коментари има дадено. Например, структурата на приходите и понатаму покажува висока зависност од индиректни даноци, што ја прави приходната страна чувствителна на движењата на потрошувачката, инфлацијата и увозната активност. Затоа е потребно усогласување на фискалната структура со европските пракси. Под број 2. Загрижува изразито забрзана динамика на реализација на годишно предвидениот буџетски дефицит за 2026 година. Под број 3. Релевантни истражувања од областа на финансиите укажуваат на неефикасна јавна потрошувачка, односно негативни фискални импликатори, како кај капиталните, така и кај субвенциите во земјоделието. Под број 4. Одредени анализи се повикуваат на Finance Think, кај значителен број на општини, покрај ниското ниво на планирани локални јавни приходи и нивна реализација е на многу ниско ниво. Исто така под број 5 се повикуваат на извештајот од ММФ, буџетските дефицити ги преминуваат поставените таргети, создадената разлика ја намалува фискалната дисциплина и ја редуцираат сигурност. Макроекономските политики заклучуваат треба да бидат проекции, треба да бидат базирани врз предпазливи и реалистички предпоставки, особено во делот на економскиот раст, инфлацијата и движењето на каматни стапки. Се за што зборував претходно. Сите 4 главни цели во оваа фискална стратегија се свртени со негативен предзнак. Далеку сме од држливи и стабилни јавни финансии, постепената и одговорна фискална консолидација е одамна претерана, најавата за некаква социјална правичност е повеќе флоскула, отколку некое посакувано остварување од вашата влада, а транспарентност и отчетноста ќе ги очекуваме исклучиво преку изјави на телевизија. Меѓународните геополитички движења се ризични и добро е што наоѓаат место во оваа фискална стратегија, но и домашните состојби се од пресудно значење на промени и остварување во фискалната политика. Фискалната стратегија остава впечаток дека државата не планира суштинско намалување на зависноста од задолжувањето, туку само се надева дека економскиот раст ќе биде доволен за долгот да изгледа статистички помал, а надежта не е економска политика. Благодарам. Јас ви благодарам. Реплика, заменик министер за финансии.